За неколку дена имаме празник кој е многу поважен од празнувањето на новата година, а тоа е Божик. Најважниот аспект на празникот Божик не се подароците или пак времето поминато со семејството. Тоа е она што Холивуд не учи, но Библијата не учи нешто поинаку. Библијата не учи дека најважното нешто за Божик е тоа дека Бог се отелотвори и дојде да живее помеѓу луѓето. Но, повеќе за Божик ќе слушнете за неколку дена. Она на кое денес сакам да размислуваме е за еден многу важен разговор, за еден многу важен настан кој му претходил на така наречениот прв Божик, односно на Исусовото раѓање. 9 месеци пред отелотворувањето, пред Исусовото раѓање, ангелот Гаврил и се јавил на Марија, мајката на Исус, да ја каже дека ќе зачне и дека ќе роди син, кој ќе донесе спасение на човештвото. Разговорот меѓу Марија и меѓу ангелот Гаврил во нашето поднебје е познат по името благовештение. Разговорот меѓу Марија и меѓу ангелот Гаврил е најава за исполнување на пророштво старо неколку илјади години. Но, овој разговор е релевантен и за нас денес, бидејќи има што да не научи нас денес во однос на тоа како ние општиме со Бог. Во евангелско-протестантските цркви Марија нема толку многу важна улога и толку многу важно значење како што има да речеме во православната или пак во Римо-католичката црква. И јас сметам дека тоа е сосема во ред. Но, од друга страна, голема грешка правиме доколку воопшто не ја спомнуваме, а тоа си има случајно. И затоа она што сакам да го направиме денес е да погледнеме на мајката на Исус, на Марија, не како на личност која ги заслужува нашите молитви или пак нашата слава, туку како на личност која го заслужува нашето внимание поради примерот на побожност, на вера и на понизност кој го има покажано. Библијата не повикува и не учи својата вера да ја полагаме во луѓето, а тоа ја вклучува и Марија. Но, верувам дека на Марија треба да погледнеме како на пример за тоа што значи да му се верува на Бог. Пред да се случи средбата меѓу ангелот Гаврил и Марија, има еден друг настан кој се случил пола година претходно, а тоа е разговорот меѓу ангелот Гаврил и свештеникот Захарија, за кој Лука пишува во неговото Евангелие, 1 глава, 5-25 стих. Захарија веќе подолго време бил во брак со неговата сопруга Елисавета, но таа била неродка и тие немале деца. Лука за нив вели дека биле луѓе правени пред Бога, луѓе кои безпрекорно ги следеле Божите закони и Божите повели. И патем кажу на тоа значи дека дури и луѓето кои му се верни, дури и луѓето кои му се посветени на Бога, понекогаш ќе се соочуваат со непосакувани моменти и со непосакувани околности во животот. И еден ден додека свештеникот Захарија служел во храмот, му се појавил ангелот Гаврил и му кажал дека иако неговата сопруга е неродка, иако неговата сопруга е малце повозрасна, сепак ќе роди син. И тука станува збор за Јован Крстител. Со малку потешкоти Захарија поверувал во сето тоа. И овој разговор се случува во многу интересен период за еврејскиот народ. Помеѓу времето на последниот старозаветен пророк, пророкот Малахија, и разговорот помеѓу ангелот Гаврил и Захарија, имало период на, се нарекува тишина од 400 години. Период во кој помеѓу евреите немало ниту пророци, ниту пак имало ангели кои би зборувале во Божјото име. А и во целиот тој период тие биле угнетувани од страна на различни светски сили, меѓу кои последни биле римјаните. Но во целата таа ситуација, во целиот тој молк, во целото тоа угнетување, конечно Бог прозборал преку ангел и го најавил раѓањето на Јован Крстител. Но, еве го настанот што нас не интересира денес. А во 6-тиот месец беше испратен од Бога ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет, кај една девојка. Таа беше свршена за маж по име Јосиф, од домот Давидов, а името на девојката и беше Марија. И кога влезе ангелот кај неа рече: "Радувај се благодатна, Господ е со тебе." А таа штом го виде се вознемири од зборовите негови и размислуваше што значи тој поздрав. И рече ангелот: "Не плаши се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го наречеш со името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид и ќе царува на домот Јаковов за секогаш и царувањето негово нема да има крај." А Марија му рече на ангелот: "Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж?" Ангелот ја одговори и рече: "Светиот Дух ќе слезе на тебе
и силата на Севишниот ќе те осени. Па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. Ете, и Елисавета, твојата роднина, за која велат дека е неродка, и таа зачна син во староста своја, нејзи е веќе 6 месец, зашто кај Бога ниеден збор не останува невозможен. Марија пак рече: еве слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. И ангелот си отиде од неа. 6 месеци подоцна, ангелот Гаврил се јавил во градот Назарет, кој се наоѓа отприлика 100 километри северно од градот Ерусалим. И ангелот се јавил кај девојка чие име било Марија. Сакам да го забележите контрастот помеѓу околностите во првиот разговор запишан во Евангелието според Лука, односно разговорот меѓу ангелот Гаврил и Захарија, и вториот разговор запишан во Евангелието, оној помеѓу ангелот Гаврил и Марија. Во првиот разговор, оној помеѓу Гаврил и Захарија, ангелот се јавува во Ерусалим, голем град, религиозен центар на евреите. И се јавува кај свештено лице, некој кој имал видна позиција и имал видна улога во општеството. Од друга страна, во овој втор разговор, ангелот се појавува во градот Назарет. Многу мал град кој се наоѓа далеко од Ерусалим и патем кажано е град кој претходно воопшто не се спомнува во Библијата. И не само тоа, туку ангелот се појавил кај една навидум обична девојка. Девојка која немала некоја угледна и важна улога во општеството. За разлика од свештеникот Захарија, кој многумина го познавале и во Ерусалим. Но, уште на самиот почеток од Евангелието, евангелистот Лука, покри другото, сака да ни даде до знање дека во Божиот план има место и улога за секакви личности. И оние што се многу познати и оние што не се многу познати. Може би ќе се сетите на зборовите на Натаниел, еден од Исусовите апостоли, кога за прв пат слушнал за Исус и дека Исус потекнува од Назарет, неговата реакција била: што добро може да дојде од Назарет? Или во слободен превод тоа би било како да каже: кај може некој добар или нешто добро да дојде од толку утепано место? И токму така размислувале некои луѓе во тоа време, а за жал некогаш и ние денес така размислуваме. Затоа што сметаме дека она што е најважно е, не знам, каде живееме, каков е нашиот статус во општеството и така натаму. Тие нешта можеби се важни во очите на светот, но во Божите очи не се толку важни. Како што ќе видиме од примерот, односно од животот на Марија, она што е вистински важно и вредно во Божите очи е подготвеноста да се живее со вера во Него и во тоа што Тој го има кажано. Значи, не е важно дали станува збор за свештеник кој многумина го знаат и го почитуваат и за некој кој што живее во главниот град. Или пак станува збор за некоја си навидум обична девојка која живее некаде во провинција, далеку од главниот град. Во Божите очи сите луѓе, буквално сите луѓе имаат иста вредност и нашето место на живење, нашите околности во кои што живееме, нашиот статус и нашата позиција во општеството никогаш не биле, ниту пак ќе бидат пречка за Бог да направи нешто не само во нас, туку и преку нас. Се разбира, се додека сме подготвени да бидеме така наречени инструменти во Божите раце. Ангелот ја поздравил Марија со зборовите: радувај се, Господ е со тебе. Но помеѓу радувај се, Господ е со тебе, има еден многу важен збор, а тоа е зборот благодатна. Овој збор е важен и треба да му посветиме барем малку внимание за да го разбереме пред синаца неговото значење, вистинско значење и што е тоа што всушност ангелот сакал да го каже на Марија која нарекол благодатна. Грчкиот збор кој е преведен како благодатна, зборот е харитоо, значи личност на која и е покажана благодат. А благодата во библиски контекст е Божјата благонаклонност која луѓето со ништо ја нема заслужено. Значи, според Библијата, Марија не е личност која дава благодат, туку Марија е личност која прима благодата од самиот Бог. И патем кажано, овој грчки збор кој е преведен како благодатна се користи само на уште едно место во Новиот Завет. А тоа е во посланието на апостолот Павле до Ефесјаните во 1 глава во 6 стих, каде Павле вели дека Бог не дарувал со неговата благодат преку Исус Христос. И ова не го велам за да го намалам значењето и улогата на Марија во Божиот план за спасение. Како што вели Библијата, јас верувам во тоа дека она е блажена меѓу жените, буквално е најблагословената жена која било кога живеела и ќе живее. Но
од друга страна, она што исто така треба да го имаме на уме дека Марија не е единствената на која е дадена Божјата благодат, туку секој кој верува во жртвата и воскресението на Христос, ја има оваа придавка како дел од неговиот, односно нејзиниот идентитет. Ако си во Христос, ти си благодатен, ако си во Христос, ти си благодатна бидејќи Бог ти ја покажал неговата благодат. И Марија била уплашена, иако ангелот се обидел да ја охрабри и да ја опушти со неговиот поздрав, но тоа е многу нормално бидејќи средбата со ангел е нешто кое ретко кој имал можност да го искуси. И сигурно не е нешто при кое што човек би можел да остане рамнодушен. Но ангелот и рекол да не се плаши бидејќи нашла милост пред Бога. И понатаму продолжува и објаснува дека ќе зачне и дека ќе роди син кој ќе се вика Исус, кој ќе се нарече Син на Севишниот и кој вечно ќе владее. И токму тука доаѓаме до суштината на празникот Божик, а тоа е самиот Исус Христос. И забележете дека целата најава за Исусовото раѓање се однесува на неговата големина, на неговата важност, а не на големината и важноста на Марија. Неговото име ќе биде Исус, што значи Господ спасува. Тој ќе биде голем. Тој ќе се нарече Син на Севишниот. Тој ќе владее. Тој ќе царува за секогаш. Евреите долго време чекале да дојде токму таа личност, иако потоа не го препознале него како таа личност, но уште во Битие 3 глава 15 стих Бог ветил дека породот на жената ќе ја смачка главата на змијата, односно главата на сатаната. И конечно на Марија и било кажано дека преку неа ќе дојде токму таа личност, оној кој за секогаш ќе владее. Но во целиот овој настан има еден многу важен момент, а тоа е дека важен дел од Божјиот план за спасение била жена, односно девојка. И сето тоа се случило во време и период од еврејската култура во која, според тоа што можеме барем да го видиме и да го прочитаме во историските и религиозните записи, мажите не секогаш се однесувале добро и достоинствено кон жените. И во такви услови Бог се отелотворува и употребува утробата на една жена, односно на една девојка. И не само тоа, туку и во останатиот дел од Евангелијата, кој ги читаме и гледаме дека начинот на кој Христос се однесувал со и кон жените бил поинаков од тоа што претходно било нормално и на некој начин прифатено во еврејското општество. Така, Бог на некој начин, тоа го гледаме покрај многуте други нешта кои се гледаме во Евангелијата, Бог на некој начин им го вратил достоинството на жените во тоа време и во таа култура. Логичното прашање кое го поставила Марија е: како ќе се случи се во ова? Таа била верена за Јосиф и тоа значило дека тие се уште не спиеле заедно. И ангелот ти кажал на Марија дека всушност таа ќе доживе чудо. Односно, начинот на кој ќе зачне не е на, ако може така кажеме, на природен и нормален начин, туку преку чудо кое Бог ќе го направи во неа преку Светиот Дух. И ангелот продолжува и во 36 стих и вели на Марија дека незината роднина Елисавета, која била неродка, дека зачнала и веќе 6 месеци е бремена. Со други зборови, ангелот и вели на Марија: едно чудо веќе се случи со Елисавета. Бог ќе направи нешто уште поголемо во и преку тебе. И својот дел од разговорот ангелот го завршува со многу важни зборови, а тоа се следните: зашто кај Бога ниеден збор не останува невозможен. Односно, ако Бог кажал дека ќе направи нешто, тој токму тоа и ќе го направи. Ангелот како да вели на Марија: знам дека се ова што сега ти го кажав изгледа како невозможна мисија, но Божјиот план и Божјото ветување ќе се исполнат колку и да изгледаат невозможни. И ова се многу важни зборови за нас денес, бидејќи некогаш и ние ќе се најдеме, сме се нашле, се наоѓа, можеби ќе се најдеме во некоја ситуација во животот каде читаме некој ветување кое Бог ни го дава во Библијата и можеби во себе си мислиме: тешко дека ова ќе се случи во мојот живот. Не гледам како. Но Библијата вели: Бог го исполнува тоа што го ветува. Кое е тоа ветување кое го читаш во Библијата и за кое си мислиш: тешко дека ова ќе се исполни во мојот живот? Може би ти недостасува мир во животот, затоа што се наоѓаш во некој бурен период од животот и го читаш дека Бог им го ветува својот мир на оние кои го бараат, но си мислиш дека не знам, дека нема шанси ти да имаш мир во овој период од животот.
Сакам да те потсетам на оно што го кажува ангелот. Ако Бог ветил нешто, Бог ќе ти го даде тоа. Без разлика дали е неговиот мир во бурен период од животот, без разлика дали е неговата сила да му одолееш на некој греф или пак неговата сила да простиш на некој кој те повредил и така натаму. Божите ветувања можеби ни изгледаат невозможни на моменти, но тоа само така изгледа бидејќи Божите ветувања никогаш не се невозможни. Ако Бог ветил нешто, Бог ќе го исполни тоа што го ветил. Многу ми се допаѓа реакцијата на Марија на крајот на оваа средба. На сите овие нешта кои ги кажал ангелот, таа одговорила со зборовите: Еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. Каква вера, каква понизност покажала Марија. Не прашувала кога ќе се случи се ова. Не прашувала зошто баш таа да биде жената преку која ќе дојде Спасителот, или пак не знам, ред други прашања кои мислам дека било кој од нас би ги поставиле кога би се нашле на нејзиното место и во нејзината кожа. Таа едноставно рекла: Јас сум подготвена да му служам на мојот Бог. Нејзината понизност и нејзината вера се вистински пример на кој верувам дека не треба само да му се восхитуваме, туку исто така и да го следиме. Со самото тоа што таа се согласила да му служи на Бог на тој начин, таа всушност ризикувала многу, бидејќи да остане бремена, иако не спиела со нејзиниот вереник, би значело не само прекинување на планот за брак со Јосиф, туку исто така најверојатно до крајот на нејзиниот живот ќе морала да живее со срам, во срам затоа што луѓето ќе изборат зад грб дека спиела со други мажи и така натаму. Но јас верувам дека таа била свесна за овие ризици. Верувам дека била свесна дека тоа може да се случи, а сепак се согласила да му служи на Бог и да биде послушна, иако не знаела каде точно ќе води целата ситуација и кои ќе биле последиците, но знаела дека е правилно да се биде послушен на Бог. Знаете, некогаш кога ние ќе слушнеме како или ќе почувствуваме дека Бог сака или бара од нас да направиме нешто, нашата реакција некогаш знае да биде: Боже, кај ме најде баш мене за оваа работа? Ќе се сетите на еден пример на реакцијата на Мојсей, кога Бог му кажал дека сака преку него да го ослободи еврејскиот народ. Неговата реакцијата на Мојсей од прилика била нешто во стилот на: кај ме најде баш мене за оваа работа, не ме бива мене за ова. И некогаш Бог ќе ни покаже дека сака, не знам, дека тој сака да помогнеме некому, дека Бог сака можеби да посветиме време и внимание на некоја личност која што другите ја одбегнуваат, или пак некогаш Бог ќе ни покаже дека сака да направиме нешто, било што кое што го читаме во Библијата. И за жал некогаш нашата реакција знае да биде: па добро Господе, мора ли сега јас да го правам ова? Дај најди некој друг. А Марија реагира со зборовите: еве ме. Иако овие зборови многу ќе ја чинат во животот, сепак знаела дека послушноста кон Бог секогаш резултира со благослов. И ако бидеме искрени, ќе признаеме дека Божите планови за нашите животи, дека тоа што Бог некогаш го бара од нас да го направиме во животот, не неопходно секогаш има смисла и логика за нас во моментот. Но, ако го следиме примерот на Марија, и кога Бог ќе побара од нас да направиме нешто и кажеме: Боже, еве ме. Дури и тогаш кога не ги знаеме деталите на сето што следува, верувам дека ќе го доживееме Божјото дејствување во и преку нас на еден многу подлабок начин. И јас навистина не знам кои се твоите одлуки, цели и планови за оваа нова година. Најверојатно си одлучил дека нешто ќе промениш. Но се надевам дека една од целите за оваа нова година ќе ни биде, следејќи го примерот на Марија, да можеме почесто да велиме на Божјиот повик: еве ме Господе. Јас ќе го направам тоа. Пример, кога некој ближен има потреба од молитва, да кажеме: еве ме Господе. Кога некој ближен има потреба од помош, да кажеме: еве ме Господе. Кога некој гладен ќе има потреба од оброк, да кажеме: еве ме Господе, јас ќе го направам тоа. Кога има можност да се помогне во црквата, да може да кажеме, да имаме храброст да кажеме: еве ме Господе, јас ќе го направам тоа. Кога има можност да се сподели евангелието со некој, да кажеме: еве ме Боже, јас ќе го направам тоа. Кога чувствуваме дека Бог не повикува да поминеме време со него во молитва, во читање, во славење, да кажеме: Боже, еве ме, доаѓам пред тебе, и така натаму многу други примери. Улогата на Марија во спасението на човештвото не е во тоа дека таа може да го спаси човештвото, туку во тоа дека таа во себе го носела отелотворениот Бог, Христос, и дека Бог преку неа се отелотворил и пребивал помеѓу луѓето.
Една паралела која можеме да повлечеме помеѓу неа и помеѓу нас е тоа што секој кој искрено го следи Христос, символички гледано, во себе го носи Христос, онака како што Марија физички буквално го носела Христос во себе. И нашата задача, слично како и она на Марија, не е само да го носиме Христос во себе, туку да го донесеме Христос помеѓу другите луѓе. Бог нема нам да ни даде ист повик, иста задача, иста мисија како онаа на Марија, бидејќи нејзината улога во историјата на човештвото е посебна и уникатна. Но оваа година Бог сигурно ќе не повика и ќе не поттикне да направиме некој нешто. Некогаш тоа ќе го направи додека го читаме неговиот збор, односно додека читаме Библијата, некогаш Бог ќе не поттикне да направиме нешто преку некој, можеби некогаш преку животни околности со кои ќе се соочиме. Но прашањето е како ќе реагираме. Како и во случајот на Марија, така и ние кога ќе му кажеме евеме на Бог, тоа ќе значи дека некогаш ќе се најдеме и ќе се соочиме со некои не баш толку лесни околности и ситуации во животот. Кога велиме да на Бог, тоа често значи дека ќе треба да кажеме не на нешто друго или пак не на некој друг. Но, без разлика што е тоа на кое треба да кажеме не, секогаш вреди да се каже да на Божиот повик и на тоа што Бог ни го дава како задача и како предизвик или како мисија во моментот или пак во одреден период од животот. Марија е многу добар пример за тоа и се надевам дека следејќи го нејзиниот пример, во оваа година ќе имаме повеќе храброст да можеме почесто да му велиме на Бог: еве ме Боже, нека биде според зборовите Твои. Односно, еве ме Боже, ќе живеам така како што Ти си кажал и како што Ти бараш од мене.